Изминува првата недела од функционирањето на новата македонска влада предводена од Христијан Мицковски. И веќе на стартот турбуленции во односите Скопје, Софија, Атина. Откако официјалниот став на ВМРО-ДПМН и на премиерот Христијан Мицковски останува непроменет, дека нема да прифатат промена на уставот под бугарски диктат. Особено оваа недела дојдоа пораки речиси во изден и од Бојко Борисов и од Мицотакис, дека со ваквата реторика лоше стартот во релациите меѓу Скопје и Софија, но и меѓу Скопје и Атина. Во ово издание на Тренинг мој соговорник е Лепосава Ставровска Огњановска, професорка на Балканскиот универзитет. Огњановска, на старт, гледате ли излез од моменталната безизлезност во овој политички рулет на релација Скопје-Софија пред се, а и после пораките од грчкиот премиер Мицотакис дека лоше стартот на новата македонска влада со пораките кои што ги испратќа? Па ваквата безизлезност би рекла дека сепак не е нова. Односите на релација Скопје-Софија веќе подолго време имаат еден призвук на затегнатост и ги доведуваат во прашање односите меѓу двете држави, а секако дека со тоа ја доведуваат во прашање и европската интеграција на нашата држава. Она што е ново е секако промената на власта и една нова реторика која што овој пат ги опфати и односите со Атина, кои што барем досега мислам дека беа стабилни. Дали гледаме излез? Секако секогаш мора да бидеме, ако не оптимистични, барем трагично оптимистични, дека никаков излез може да се најде, но за тоа е потребно дефинитивно големо ниво на политичка мудрост, особено кога станува збор за односите со соседите кои што ја засегаат нашата европска иднина. Бојко Борисов, кој претендира да биде повторно премиер на Бугарија, порача дека македонските власти или Северна Македонија не може да очекува поддршка од официјална Софија доколку продолжи ваквиот вокабулар од страна на македонските власти, односно неконструктивноста. Кога станува збор за бугарската страна, треба да имаме предвид дека тие изјави се дадени исто така во еден специфичен политички контекст, односно како што напоменавте, само што заврши шестиот изборен циклус во последните 3 години и бугарските политички елити исто така се во фаза на формирање политичка влада или обид за формирање на политичка влада и некакво стабилизирање. Така што таквите изјави секако од една страна се насочени кон нас, кон македонската страна, меѓутоа сепак мислам дека се искористени и во домашен контекст и се делот и од домашниот политички фолклор. Тука пред се зборуваме за договорот за пријателство кој што Бугарија и нашата држава Северна Македонија го имаат подпишано, чија што цел беше да се приближат двете држави, да се обезбедат пријателски односи, се со цел да изградиме некаква заедничка европска иднина, односно да се придвижи евроатланската интеграција на Северна Македонија, која што би била од значење и за Бугарија, бидејќи би била некаков гарант за стабилност на регионот. Самиот договор предвидува таков услов, има таква одредба, која што ја обврзува бугарската страна не само да не го попречува, туку да го поддржува таквиот пат. Од она што видовме изминативе години, таквата поддршка не само што изостана, туку се соочивме со реално блокирање. Така што јас би рекла во нашата ситуација таквиот договор секако дека веќе е прекршен и последиците од таквото прекршување се почувствува најмногу на наша страна, односно со повторното завивање во чакалната на Европската унија, меѓутоа мислам дека овој пат има и малку поголемо ехо, односно ја доведува во прашање и целата политика на проширување на Европската унија кон регионот, а мислам дека ја нарушија до некаде и регионалната стабилност. Последните анкети на Меѓународниот републикански институт посочуваат дека на прашањето која држава македонските граѓани ја сметаат за најнепријателска или пак за некаква закана, одговорот убедливо е дека тоа е бугарската страна. Дали отворањето на фронт и кон Софија и кон Атина всушност директно ќе се одрзи врз македонскиот евроинтегративен пат и што доколку на подолг рок останеме на оваа статус кво состојба?
Да, дефинитивно ќе се одрази и се одразува. Сега тука би го споменала во овој контекст и Преспанскиот договор. Сепак треба да имаме предвид дека за разлика од договорот за пријателство, Преспанскиот договор по својот карактер е многу поразличен, односно создава одредени меѓународни обврски од поинаков тип и е склучен врз основа на една сосема поинаква правна основа, односно тоа се двете резолуции на Советот за безбедност и имаше навистина придонес кон процесот на заокружување на приемот на Македонија во Обединетите нации, односно заокружување на процесот на државотворност. И односите со Атина, како што напоменав, извесно време беа стабилни и беа пријателски и беа во насока на наша поддршка, така што мислам дека во нашава ситуација не е мудро да се отвара тој фронтот со Атина, особено затоа што веќе можевме да слушнеме и од двете страни дека сепак станува збор за една политичка реалност која што треба да се прифати. Ситуацијата е таква можеби затоа што во моментов политичките елити на македонската и на грчката страна се оние кои што во моментот на склучување на договорот секако дека не беа за, но мислам дека постои едно освестување во смисла на тоа дека реотварањето на таквите прашања нема да доведе до поповолна положба. Зборувам особено на нашата страна, на македонската страна, и мислам дека треба тука да бидеме помудри и попредпазливи, да немаме уште еден да речам непријател или држава која што нема да биде наш поддржувач и да не се користи ова прашање за никакви ситни политички поени, иако пак од друга страна самата таа закана за блокирање на европските интеграции сега веќе не дека не е сериозна, меѓутоа со оглед на секако застојот во европските интеграции доаѓаме до заклучок дека тука не може да важи онаа математичко правило дека минус и минус би дале плюс. Односно европските интеграции во нашиот случај веќе се блокирани, но не треба да отвараме дефинитивно прашања кои што долго време ни требаше да ги затвориме. Ниту актуелната власт не го оспорува фактот дека Преспанскиот договор е реалност, но постои ли опасност употребата на уставното име Република Северна Македонија во писмена, но не и во устна форма да биде повод и причина за постојани конфронтации меѓу Скопје и Атина и да се отвори простор за блокада од страна на властите во Атина? Секоја изјава која што е дадена од лица кои што се некаква еманација на државата, кои што се носители на одредена јавна функција, секако дека се смета за официјална изјава, без оглед дали е во писмена или во устна форма. Сега договорот има еден член кој што предвидува дека двете страни имаат право да ја користат именката Македонија и придавката македонски согласно значењето кое што е различно и на едната и на другата страна. И ние претходно имавме ситуации кога Македонија се употребуваше како одредена реторика без тоа да предизвика никакви провокации. Провокациите настана, мислам, пред се како последица на изборната кампања во која што ова прашање беше вовлечено и затоа напоменав дека сепак станува збор за еден покомплексен и погорлив проблем кој што не би требало да биде отворен повторно, туку треба да усвоиме некаква стратегија и тука би напоменала дека договорот содржи и други елементи кои што се однесуваат, например, на употребата на кратенките или пак на заштита на одредени трговски марки кои што би ја содржале придавката македонски, за кои што мислам дека изминатиот период не бевме доволно посветени и не направивме конкретни чекори за нивно исполнување. Следите разговор со Лепослава Ставровска-Огњановска, докторант по право на Европската Унија, Емануел Макрон, символ на социјал-либералните политики, доживеа сериозен пораз на европските избори. Дали цела Европа ќе плати цената на политиката на францускиот претседател? Европа последните години страда од дефицит на политичко лидерство и визионерство, онакво какво што ја создаде Европската Унија, како што ја знаеме денес и какво што успеа да ја турка таа европска интеграција низ повеќе критични периоди во целиот тој процес на повеќе децениско постоење. Улогата на Макрон се афирмираше во еден специфичен контекст, кога пак на германската страна сведочевме на заминување на канцеларката Меркел, а особено во ситуација кога и на американско тło се случува одредени промени, кои што во Европа ја наметнаа таа дискусија за потребата од стратешка автономија, односно за потребата од градење на една
европска надворешна и безбедносна политика со акценти на одбранбената политика која што би ја зајакнала од внатре Европската унија. И таквата реторика беше прица реторика на Макрон и беше наметната. Меѓутоа, фактот дека и Европската унија последните години поминува низ одредени процеси на реформирање и на внатрешно редефинирање и она што Макрон го зборуваше за заживување на европскиот сон, за некакво европско будење и навраќањето кон сите тие европски основи, фактот дека не допре до европските граѓани кои што последните години се повеќе се загрижени околу одредени теми како миграцијата, економските прашања кои што пак даваат поддршка на популизмот. Дали овој црвен картон за францускиот претседател Емануел Макрон всушност значи и порака дека проширувањето на Европската унија нема да биде приоритет во наредните неколку години? Па јас мислам дека проширувањето и во изминатиот период не беше особен приоритет на Европската унија, особено бидејќи Европската унија се најде во позиција да го преиспитува апсорбцискиот капацитет, односно внатрешниот капацитет на унијата да прими нови членки, како што беше истакнато и од самиот Макрон, значи од францускиот претседател. Оно што се смени последните години беше на сепак би рекла неочекувана геополитичка состојба, односно отварање на воено жариште на самото европско тло, кое што ја натера Европската унија да почне да действува постратешки и да стане посвесна дека одложувањето на одредени одлуки има одраз и врз самата Европска унија, односно проширувањето не е никаква концесија која што Европската унија ја прави за сметка на државите од регионот или било кој регион кој што е опфатен, туку дека сепак е многу значајно и за окружување на тој еден проект на европско обединување кој што би ја зацврстил Европската унија однатре. Меѓутоа последните години процесот на проширување интензивно поминува низ некакво реформирање, но како што видовме и во нашиот случај немаше конкретни резултати. Еден од најактуелните предлози за тоа како проширувањето може да се реформира беше истакнат од француско-германската експертска група која што посочи дека може би днината на Европа би била некакви концентрични кругови, некакво расојување преку кое што би се дошло до полноправно членство, а исто така се зборуваше и за воведување на квалификуваното мнозинство со цел да се избегнат блокадите какви што ние ги посведочивме. Сега со порастот на крајно десничарските партии во Европа, целиот тој геополитички императив дека е потребно продлабочување на европската интеграција во Унијата и заради проширување, секако дека ќе биде предмет на дискусија, така што останува да видиме кој од ваквите предлози сепак ќе успеат да се усвојат понатаму, но од друга страна треба да почекаме да видиме и како целиот тој пораст на крајно десничарските партии ќе се ефектуира во институционалниот контекст на Европската унија, односно како водраски има во процесот на формирање на институциите. Ако француските граѓани категорично рекоа не за политиките на Елисејската палата, треба ли новото раководство во Скопје да ги преиспита политиките на Париз кон Македонија, особено во делот на францускиот предлог? Па тука ќе почнам, ќе го одговорам прашањето на еден малку по-теоретски, по-академски начин. Првата лекција која што им ја предаваме на студентите по меѓународни односи и меѓународна политика е дека надворешната политика на една држава всушност е пред се домашна политика. Надворешна е бидејќи се проектира во меѓународната сцена, односно надвор од границите на една држава. Така што мислам дека во нашиот случај ние не треба да размислуваме за тоа дали треба да ја следиме надворешната политика на Франција или на било која друга држава, туку треба да покажеме мудрост и визионерство за формирање на една наша надворешна политика која што ќе ги оствари стратешките цели на Македонија, а тоа е пристапување кон Европската унија. За да се има еден таков стратешки пристап, потребно е пред се да се има верба во државата, така што тука би требало да се посветиме многу повеќе на враќањето на вербата во владењето на правото, во демократијата, во се она што за нашите граѓани представува европски стандард. Вие во една прилика сте рекле владењето на правото не е само барање од процесот на пристапување кон Европската унија, туку и темелна вредност на нашиот устав. Колку ние институционално сме подготвени за пристапување кон Европската унија и дали всушност понекогаш проблемот со Софија, па и сега отворањето несвесно со
конфронтациите со Атина ги користиме како алиби за неспособноста во делот на спроведувањето на реформите, битката против корупцијата, криминалот, владењето на правото. А процесот на пристапување кон Европската Унија треба да биде пред се еден процес на градење капацитети и на спроведување на внатрешни реформи во општеството со цел да се достигне не само членството во Европската Унија, туку и целата таа европеизација која што ни е нам неопходна за утре да бидеме полноправна земја членка на ЕУ која што ќе ги користи и бенефитите од членството, а не нели само да ги поднесува обврските од членството, бидејќи ете има компаративни примери кога некои земји членки кои што не го заокружиле тој процес, а станале понатака дел од Европската Унија, сепак работите драстично не се поместиле. Така што процесот на пристапување е двостран, двонасочен предизвик и за земјата кандидатка, во нашиот случај Македонија, и за Европската Унија. И факт е дека секогаш кога таквите билатерални прашања ќе се испрачат на патот кон Европската Унија, опаѓа нивото на реформи, односно наместо европеизација говориме за билатерализација. Таква ситуација имаше и откако се испречи спорот со Грција, а повторно таква ситуација имаме и во последните години. Затоа говори анализата на извештаите на Европската комисија, каде што може да се забележи дека реформскиот процес е во една општа стагнација, односно ние од година во година се повеќе бележиме ограничен напредок и одредена подготвеност за исполнување на обврските од членството. Значи, ние сме се придвижиле. Мислам дека пристапувањето кон Европската Унија како општество треба да изградиме еден консензус, дека треба всушност да биде алатка која што нам ќе ни помогне да ги оствариме нашите уставни вредности и определби, а не да биде флоскула или покритие за никакво лошо владење кое што секако во себе подразбира корупција. Огњановска, Ставровска, на крајот сте биле во еден период советник во специјалното јавно обвинителство, поточно на соработничка на Фатиме Фетај. Дали криминалот и корупцијата цветаат поради неказнивоста во државата? Апсолутно. Неказнивоста е прва причина за одржување на корупцијата и на криминалот. И тука само би објаснила дека мојата кариера во специјалното јавно обвинителство пред неколку години беше во форма на помлад соработник, така што со цела една таква младешка полетност и верба во правото и правдата и желба да се придонесе кон таквите процеси во нашата држава, се приклучив кон едно такво специјално јавно обвинителско тело. Она кое што последниве години го заклучивме од таквиот процес е дека промената на системот е многу потемелна и бара многу подлабински чекори. Мислам дека се додека владата е главниот работодавач во државата и има доминантна улога во економијата, ќе обстојуваат и можностите за корупција и таа ќе биде распространета не само на највисокото ниво, туку ќе приоѓа и на пониските ешелони на власта. Така што дефинитивно ако новата политичка гарнитура сака да се бори против корупцијата, прво е да се зајакне казнивоста, односно да не се испраќа повеќе порака дека криминалот се исплати. Благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата. Лепосава Огњановска, Ставровска, докторант по право на Европската Унија.